дека е последниот настап. После 26 години, како е да се настапи на Макфест? Да, Рутински. а можеме да направиме разлика како беше Макфест пред 26 години и сега? Види, тој што бил тогаш, знае дека е огромна разликата, затоа што тогаш беше национален празник во Штип, па и у Македонија. Тоа беше една атмосфера на ниво на Сан Ремо, како ти кажам. Ние одевме од Астиб, од хотелот, сегашна оаза, до овде, 100 метра саа време. Не можеме да се пробиеме од обожаватели, од автограми, од подписи, од сликања. Тогаш немаше сликање, само подписи беа. Да. Така да беше фантастична атмосфера, неспоредливо. Друго е времето, други се луѓето, луѓе се сега веќе млади, се презаситени од све им е достапно, тогаш не им беше достапно, беше сензација да те види уживо. Така да не се споредува, али добро е, како што реков сега овие интервјуа, добро е што обстанува. Чим обстанува нешто 40 години, нешто морало да има добро. Една песна нека у годината, да излезе една или мора. Така. Чим не угаснало нешто, Имаме огромни хитови кои што ни останале од Макфест. Да ми одвоите една лично вас кој што ви е омилена Макфестовски хит. Не можам една сега. Не би било захвално да кажам една, али имаше огромни хитови, страшни пејачи од цела Југославија беа. Ајде да не споменеме Југославија, ке испадне овие постари носталгичари, нема везе. Тоа е така. Ама тоа беа звездишта од кои можеш да научиш нешто. Можеш да научиш како се стои, како се разговара, како се понаша. Сега деца не прифликаат ништо. Што знаете вие? Ние убивавме како слугери од нив. Така. Уште за крај само да ми кажете со што вечерва Дарио ќе настапи на сцената на Макфест. Вечерва ќе настапам со мојата најнова песма, наменски направена за Макфест. Моја музика, мој текст, аранжманот е на Габровски, како и обично. И песната е многу интересна, се вика За секогаш млад. Значи, тоа е една неофицијална химна на сите оние луѓе во зрелите, во своји зрели години. Многу луѓе се разочаруваат и паѓаат во депресија кога ќе дојдат во некои зрели години. Не! Ја зашто викам, ако си Петар Пан срце, сведок си млад срце, ќе бидеш млад. Така и ќе се понашаш, така и ќе комуницираш, ќе се облекуваш, ќе изгледаш така. Значи погрешно е тоа наше балканско размислување. Ај вие сте. Така да во Хрватска и во Србија пејачите пеат и на 70 години и кусор. Така да кај нас е тоа малку пореметено, али фала Богу имам неколку колеги, 3-4 сме кои го држиме тој стандард. Добар. Супер, ви благодарам многу успех. Фала многу.